Во Јапонија, например, случајот е дека жена која има тешка менструација може да земе неколку денови поради болки. Во случај да не ги искористи тие денови за менструално отсуство, тогаш ќе бидат компензирани во нејзината Тоа е плата. фасцинантно. Добро, ни дојдовте во последната епизода од вкупно 5 кои што ги снимивме, нели, на тема менструална правда. Заедно со Теодора решивме да го затвориме овој циклус, кој што се надеваме дека ќе продолжи и понатаму, со една многу важна и интересна тема, која што ќе се надоврзе, нели, на таа студија која што работевме заедно со Period Movement и со реактор истражување во акција, затоа што клучните наоди ни кажуваат дека, нели, во таа насока треба да менуваме политики, но пред да предеме на темата, само накратко да кажеме уште еднаш благодарност до француските амбасади од регионот, од земјите од Албанија, Косово и Црна Гора и Македонија, кои што го поддржуваат овој проект. Нашите тела не се табу и имаме можност, дели, во рамки на активностите на проектот да го снимиме овој подкаст. Теодора ни преостанува да зборуваме во оваа последна емисија, која што ќе ги заклучи, нели, сите досега снимени, нели, во очи на празникот 1 мај, кога ги снимаме овие емисии, е да позборуваме за менструалното отсуство или menstrual leave day, популарно, нели, во светот попознато, и да зборуваме за тоа дали работничките права имаат родова компонента и секако, нели, менструалното отсуство е еден аспект на кој што може да се зборува во однос на работничките права. Може да позборуваме малку повеќе за тоа кои се можностите и изгледите кај нас да се воведе менструално отсуство, дали е тоа многу тешка работа, која што ние како задача можеби би си ја поставиле во застапување во оваа насока. Ниту јас, ниту ти сме експерти, нели, во областа на трудовото право, немаме големи познавања во однос на законот за работни односи. Меѓутоа може да зборуваме за тоа кои се потребите, може да зборуваме за тоа кои се наодите и може да зборуваме за тоа какви добри практики има во светот на оваа тема. Така што ајде да започнеме еден муабет, црвен муабет на овој Red Talks за оваа тема. Супер, да, јас мислам дека кога зборуваме за менструално отсуство како тема е доста евроцентрична последнава година, затоа што ние мислиме дека е нешто што е нешто што, нели, се случува во Шпанија и од тука ние треба да го земаме. Да, што минатата година се изгласа таков закон во Шпанија, каде што им се возможува на жените и девојките кои имаат потреба да земат од 3 до 5 дена отсуство во текот на месецот поради болки поврзани со менструација. Но она што е доста интересно е да се види историјата на менструалното отсуство и дека не е евроцентрична и дека не е нешто ново, не е нова тема, не е, да речеме, ново барање кое потекнува од во делот на работничките односи, туку дека нешто што е веќе започнато уште од минатиот век. Односно имаме доста примери на воведување на менструално отсуство во низоземје во Азија. Така, да. Да, би ги напоменала Јужна Кореја, Јапонија и ние кои се, да речеме, пионери во однос на ова, но интересно е да се знае дека за прв пат како концепт се појавува во постреволуционерна Русија. За жал нема долг рок на живење, токму заради некои работи кои подоцна ќе ги зборуваме, односно како го прецепираме менструалното отсуство. Така, да, јас бев изненадена, немав појма, не знаев ништо во однос на ова на светско ниво што се случувало и кога пребарував, баш и тоа го дознав. Мислев дека Шпанија за прв пат ова најрадикално го постави како прашање и потоа го спроведе и како политика, нели, со закон, одредено со закон. Меѓутоа, кога, баш како што кажа, истражувавме за тоа што се случува на глобално ниво, бев изненадена колку земји во Азија всушност, па еве и во Африка, во Замбија, каде што се нарекува всушност Mother's Day, тие денови во кои што би требало да се земе менструалното отсуство. Интересно. Каде што веќе и таму се воведуваат политики по однос на ова прашање. Америка, да не ја спомнуваме, кај нив е многу поконзервативна оваа тема.
нели, што е малце парадоксално. Меѓутоа, да, во голем број земји во Азија всушност е воведено. Дали може малце да позборуваме како конкретно се спроведува во Јужна Кореја, во Јапонија? Да, значи, доста интересно е дека кога зборуваме за менструално отсуство, тоа е да речеме чадар термин за различни политики кои вклучуваат, нели, земање денови поради менструални болки или проблеми поврзани со менструацијата. Често тоа може да биде во склоп на дополнителни денови како боледување, кои ги што не би било жените. во ред да се користат од она боледување кое што следува. Да, во некои примери е токму тоа ти што го кажуваш, од тие денови кои се дуваат за боледување, одреден број во овој случај 3 се поврзани за проблеми кои потекнуваат од менструацијата. Така што во Јапонија, например, случајот е дека жена која има тешка менструација може да земе неколку денови поради болки. Во случај да не ги искористи тие денови за менструално отсуство, тогаш ќе бидат компензирани во нејзината Тоа е плата. фасцинантно. Да. Во Јужна Кореја исто е сличен принципот, но многу интересно е да се напомена за овие две држави, дека иако се да речеме пионири во воведување на овие политики, за жал гледаме еден пушбек во однос на користењето. Секогаш веруваме дека убаво да ги имаме овие политики како основа, но тие не се единствениот начин за решавање на одреден проблем. Меѓутоа, тоа е случај во земји каде што има голем родов јас. Да. И да, токму често кога се зборува за менструалното отсуство е да речам сабија со две уштрици. Бидејќи зборуваме за здравје, зборуваме за нели извршување на работни обврски и добра состојба, но исто така зборуваме и за можеби дополнителна дискриминација која може да се случи на жените кои го користат овие денови. Па така во Јапонија и во Јужна Кореја случајот е дека иако постојат овие политики, често тие не се искористени од страна на жените кои се дел од работната сила, токму бидејќи имаме менструалната стигма, каде што не се зборува за менструација, понатаму треба да отидеш кај твојот работодавач да му кажеш дека имаш добиено и тоа нема да остане само таму. Туку ќе се прошири и секако притисокот од врсниците и од колегите дека ќе бидеш осудена зашто ги користиш овие денови, а други жени може да поминат туку така. Мене ми е проблематично тоа што се компензира доколку не се искористат деновите, затоа што прво тоа е поттик за да се злоупотребува оваа политика. А второ, не сите жени чувствуваат болки и малку ми делува како награда. Еве ти сега си била добра жена, ти не си ги искористила овие нели денови кои што можеш да ги искористиш, па еве сега ние тебе ќе те наградиме. Малку ми е проблематична таа практика и дополнително верувам дека придонесува да се злоупотребува и да да се има впечаток и кај машката популација и кај жените исто така, пошто постои таа интернализирана мизогинија во однос на тоа, каде што не е баш добро дојдено како политика, иако е веќе воведено и прави проблем. Да, мислам дека тоа што го спомна и недостигот на солидарност и емпатија особено помеѓу жени кога станува збор за ова, затоа што ние сме раснати со тоа дека болката е нешто што нормално во текот на менструацијата, до степен каде што и многу силни болки се нормализираат, и исто така доколку моето или твоето искуство не вклучува болка, тогаш мислам дека тоа не јас сум мерната единица за искуствата со менструација на сите други жени. Потука мислам дека тоа е да речеме оружјето на патриархатот кој што ги сврти жените една против друга со цел да видиме која е најдобра во она како некој надпревар, за тоа и ми беше ова со наградувањето со компензацијата. Апсолутно, ама треба да имаме предвид дека кога зборуваме за болките со менструација и за менструалните нарушувања кои се случуваат, се се уште не толку истражена тема во светски рамки. Имаме ендометриозат, имаме дисменореја, имаме менореја, имаме полицистични јајници, имаме низа на менструални нарушувања кои такако влијаат на секојдневното значи бидување на жената. Не зборувам ни за работење, туку само да се стане од кревет и да се продолжи. И мислам дека со креањето на свест за овие различни состојби е исто толку важно колку и воведувањето на вакви политики.
ендометриозата која е една Да, веќе од зборувавме за најсериозните, тоа. да. Имаме една во 10 жени која се соочува со тоа, а исто така ти е потребно 10 години за да добиеш диагноза. Така што да се крене свесноста во однос на ова со цел да не бидеме непријатели едни на други, туку да гледаме дека менструацијата е нормално нешто, ама исто така е поврзана со нашето здравје и со целокупното добросостојба, а не е нешто што треба да гледаме надвор од тоа. И да, мене дефинитивно ми е многу важно да постои нешто вакво како menstrual leave day или менструално отсуство, бидејќи тогаш жените се соочуваат со најразлични симптоми. Тоа се низа на симптоми. Тоа не е само една, нели, тапа болка во стомакот. Некои жени искусуваат гадење, лошење, нагон на повраќање, болки во рбетот, неспособност да се концентрираат на работата. Исто така има жени кои што имаат многу тежок силен проток и нели тоа е многу тешко да се менаџира, да не зборуваме кога сите овие симптоми ги доживуваат девојчињата во основно и во средно училиште, каде што и во наша студија видовме колку всушност голем процент на девојките искусуваат болка. Но сепак би било проблематично тоа да се именува како болест и да се одзимаат оние денови кои што ти следуваат како боледување за некоја, нели, посериозна болест и да се искористуваат во контекст на менструацијата. За мене тоа би било многу проблематично и многу погрешно. Па не знам, еве да зборуваме како всушност кај нас би можело да се застапува за ова, како можеме да еве ги имаме информациите, што би можело кај нас дополнително, нели, не знам, нешто да се направи за да се докаже дека всушност овие болки, овие проблеми се реални, дека не треба да се чуваат под тепих и дека нешто треба да се направи во смисла на тоа. Исто така и тука зборувавме и во претходните емисии за типот на лекарства и начини на кои што нели се олеснуваат болките и така натаму. Не знам, што мислиш ти, што е тоа што треба да се направи? Па добро, може ќе звучи клишија, ама секогаш почнуваме со кривање на свесност и образование, зашто мислам дека е многу важно и креаторите на одлуки и донесувачите на одлуки да им стане јасно дека ова не е нешто што се измислува, дека ова не е нешто ново, како што кажавме, има историја. И исто така може би малце би го поттикнала и приватниот сектор да се заангажира во однос на ова. Кога зборуваме за менструални политики, не зборуваме само на национално ниво и од страна на државата, што е многу важно, особено кога станува збор за работнички права, но исто така и иницијативи од страна на корпорации, приватни фирми кои би го направиле можеби првиот чекор. Иако не знам многу информации, можам да споделам дека кај нас има една агенција, мислам дека Карапет, која воведе минатата година менструално отсуство, не ги знам точно деталите, ама баш го споделија и баш ми падна во очи, иако не сум во таа сфера, бев како, значи, веќе започнуваат некои разговори во позатворени кругови и мислам дека треба да се искористат такви моменти или споделување на искуства, како тоа функционира за градење на посеопфатни политики на национално ниво. Да, супер што ги спомна компаниите, важен дел се, затоа што доколку се имплементира или некакво вакво законско решение кое што верувам би се вклучило во законот за работни односи, тие ќе бидат оние кои што ќе треба нели да ги изменаџираат сите тие промени, кои што треба да прифатат дека голем дел од жените кои што се вработени во нивните компании ќе треба да отсуствуваат 2 до 3 дена во месеците. Но да видиме дали државата ќе биде спремна, како што тоа е случајот со законот во Шпанија, да ги надомести тие 2-3 дена отсуство нели во смисла на доместоци, парични се разбира. И интересно е што во Македонија, мислам и во светот е тоа случај, има некои струки, некои компании каде што многу поголем дел од вработените се жени, отколку што се мажи. Тоа би било, например, знам дека во банките е случај. Меѓутоа, многу по важно да се зборува за оние сектори каде што навистина жените се изложени на тешка физичка работа. Тоа би била текстилната индустрија и знаеме
дека условите не се баш најсјајни. Одлично е тоа дека од неодамна има синдикат кој што ги застапува правата на текстилните работнички и знаеме дека условите сме слушнале од разни изјави на текстилни работнички дека често не им е дозволено ни посета до тоалет, а можам да замислам како тоа ќе изгледа во време на нивната менструација, нели? Кога би требале да одат на работа. И пробувам да си замислам како би било кога оваа политика ќе се воведе, како тоа ќе се одрази во овој сектор. Навистина би било предизвик да се приде преку ова. Не знам, друг сектор каде што исто така е тоа случај е во јавниот сектор, во јавната администрација, во образованието и така натаму. Така што ќе биде навистина предизвик кај нас да се воведе една ваква политика. Не знам, мене ми е интересно дека имаме докази за тоа што всушност се случува со телото на жените, меѓутоа и не е само периодот на менструација, дури кога настапува перименопауза и менопауза. Има доста предизвици кај жените со менталното здравје и тука исто така е предизвик одењето и вршењето на работните, нели, обврски, баш, нели, во тој потенцијал во кој што треба да се извршува, па некако мислам дека и за тоа треба веќе да се отвора дебата за баш конкретно за отсуство. Апсолутно се согласувам. Можеби не знам како би изгледало физички, но за мене една политика која би била успешна пред себе била политика која е донесена во скоп на консултативни средби, каде што се сите на масата седнати, значи сите застегнати страни индустриите кои ти ги спомна, дури работодавачите. Но исто така ми е важно делот на политика која нема дополнително да прави стигма. Она што веќе го спомнавме со Јапонија и Јужна Кореја, па дури во случајот на Шпанија, успеав да прочитам неколку работи кои, да речеме, жените кои живеат таму, би биле препрека во однос на исполнување на нивното право на менструално отсуство, а тоа е задолжителни лекарски потврди на месечно ниво за менструацијата, што прво ќе ти треба многу повеќе време да одиш до лекар да ја земеш, а понатаму да приложиш и тоа ќе биде, да речеме, на некој начин месечна обврска, која е обесхрабрувачка за голем дел од жените. И да се искористи таквата можност. И да се искористи таквата можност, ама да го имаш времето за тоа да го направиш, затоа што ти ќе треба да земеш слободен ден да одиш до лекар, за да земеш потврда, за да може да ги земеш деновите за менструално отсуство. Така што тоа ми е некоја идеална слика каде што политиката нема да ги достигматизира жените, нема да предизвика јас во родовата еднаквост на работното место, нема да поттикне посексистички работодавачи и уште посексистички колеги и дискриминација на работното место, што мислам дека е доста тешко, ама не и невозможно, затоа што пак мислам дека е важна едукацијата, креањето на свест и пред се да почнеме да зборуваме на темата, отворено, јавно и со самодоварба за зошто е ова важно. Фасцинантно е како мора да докажуваме. Да. Дека имаме менструација, дека имаме болки. Недовербата е кон жените, нели, за ова е. Мислам, јас навистина не знам кој тоа би го злоупотребувал искрено. Мислам дека секогаш мене тоа секогаш ми е интересно за овие политика, па дури кога зборувавме за менструални вошки или кога зборуваме за невежбање на спорт, секогаш мора да се докажуваш, секогаш што ако ги земеш, што ако некој ги злоупотреби, секогаш ние се фокусираме на едно многу мало малцинство, нели, потенцијални загрозувачи, наместо да се фокусираме на луѓето кои навистина имаат потреба од ова. Јас би дала да тој момент каде што ако некој земе вошки, му требаат тие вошки. Значи, потребни се. Така што моментот кога
и секогаш ова случајот со политики кога се наменати или фокусирани пред се на жени и девојки, каде што секогаш на масата се става недовербата дека навистина е потребно тоа, навистина мора да се докаже и дека ама верувајте ми стварно вака. Ама еве докажуваме, еве студија имаме, докажуваме. Да, мислам дека за да се пријде преку такви припреки, прво треба дефинитивно родовиот јас некако да дојде во некој баланс, за да може нели тоа да се спроведе, затоа што како што кажа, мора секогаш да се внимава со воведувањето на ваквите политики. Колку и ние да мислиме дека тоа е прогресивно и дека вау, сега ќе се направи промена, нели? Јас читав доста коментари на оние објави за воведувањето на законот во Шпанија. Во коментарите имаше многу дури и жени кои што негативно гледаа на воведувањето на ваков закон. Па како, па ние не сме болни, па дали стварно има потреба, оваа политика е тотално непотребна и така натаму, што за мене ми беше, мислам, фрапантно ми беше да го прочитам и дефинитивно ќе треба да се внимава доколку има некакви иницијативи за да се направи ваква промена законска или тоа да биде нели на некој ниво на компании, внатрешна некоја политика и така натаму. Но секако треба од некаде да се почне. Јас барем така мислам. Добро, дали нешто може пропуштаме, треба да додадеме? Па мислам дека не, мислам дека пошто имаме веќе некои практики, некои подобри, некои полоше, она што треба да направиме е да учиме од искуствата на другите, да видиме како се имплементираат и да видиме што тоа може да донесеме дома и што може да имплементираме. Искрено јас моето лично мислење е дека сме доста далеко од воведувањето на менструалното отсуство. Пред се поради стравот на лавина негативни реакции, како од мажи, така и од жени, како од работодавци, така и од работнички. Ама мислам дека е нешто на кое треба постојано да се работи, можеби не директно на политиката, но на сите оние дополнителни пропратни работи. Да. Па да, добро, може би било интересно, например, да се опфатат синдикалните здружувања, затоа што не знам и тоа баш се сетив, има жени кои што работат нели во културата, во уметноста, како се спомна во една емисијата балерини, глумици, актерки и така натаму, и може да замислам нели кога се они во периодот има на репертоар представа што се прави тогаш. Дали всушност би се отишла на одлука да се откаже представата, ако е во главна улога актерката, мислам тоа навистина би било онака предизвик да се изгура и е многу важна тема. Јас мислам дека дефинитивно може би треба и да се зборува и со синдикатите и синдикалните здруженја, кој знае како ќе се прими ваквата иницијатива. Баш би било интересно да се почне да се застапува на темата. Па може би не во овој подкаст и не во оваа емисија, ама се надевам дека во некоја следна епизода во иднина ќе имаме баш жени од сите овие индустрии да ги споделат може би предизвиците кои би се случиле доколку се имплементира ваква политика, но исто така и придобивките од истата. И па Теодора, имаме тема за ново истражување. Да. Какви би биле изгледите во введување на вакви политики во Македонија? Добро, може да заокружиме и да се заблагодариме на сите гости кои што до сега беа во овие 5 епизоди на подкастот Red Talks или Црвени муабети и да се надеваме дека ќе имаме повторна шанса да снимиме нови емисии затоа што имаме многу што да дозборуваме, така? Да, апсолутно се согласува. Океј, поздрав. Колку траеше ова?